бројката која што ја има за тоа колку невини биле во притвор не може да биде коначна, бидејќи станува збор за постапки кои што понекогаш траат повеќе години. Според ние анализиравме податоци од 54 пресуди каде што се побарани, се претпоставува дека за извештаниот период се некаде околу 180 на граѓани, но она што е битно да се потенцира, еден неоправдано кој што се наоѓа во притвор е еден повеќе, еден премногу. Бидејќи слободата е неприкосновена и од тука мора внимателно и рестриктивно да се користи мерката притвор само како една од мерките за обезбедување на присуство на обвинетите во постапката. Што се однесува до прашањето за тоа колку средства се одлеваат од буџетот, ние она што го анализиравме од повеќе аспекти, од аспектите колку чини еден ден притвор на едно лице и според податоците кои што ги добивме некаде во изминатите 5 години околу 10 милиони денари се одлеале од буџетот, а кога станува збор за надоместот на штета која што ја претрпела овие лица, тука бројката е околу 21 милион за надомест на штетата која што е претрпела, но во неа не се влезани трошоците за извршување на тие пресуди со кои што се досудува надоместокот, бидејќи државата не е спремна да ги извршува доброволно, туку граѓаните тој надоместок го наплаќаат преку извршители, со што трошокот за државата, односно за буџетот или за сите нас како граѓани дополнително се зголемува. Она што забележавме, за жал постоење на една тенденција сите судови да изрекуваат повеќе или помалку за секое лице, за секој ден еднаков надоместок кој што се движи некаде околу 3000 денари дневно, без оглед на времетраењето, на другите околности, начинот на кој што е воден случајот, на медиумската експонираност на тој случај. Забележавме во многу случаи дека не докрај се почитува правото дека секој е невин, се додека не се докаже спротивното, па на одредени случаи се дава голема медиумско внимание, но и станува збор за таква средина во која што работите многу брзо се разбираат, а вакви постапки сепак се уште се сметаат за негативни по угледот и по честа. Дополнително она што го имавме предвид е за повредите кои што настануваат и по телесното и по душевното здравје на лицата кои што се притворени, особено имајќи ги предвид условите во кои што се спроведува мерката притвор, односно со тоа како изгледаат конечно овие оделенија во затворите. За жал стигнавме до податоци дека постојат вакви тенденции. Се надеваме дека ова истражување ќе придонесе резултатите кои што се од него кон малку поинаква судска практика, која што конечно ќе доведе до заштита на правата на секој граѓанин поединечно.